Добар ден на сите. Комисија за безбедност. На истата предлагам две точки на дневен ред. Тоа е прва точка програма за активности на општина Битола за ревитализација по елиминирање на кризи во областа на заштитата и спасување. И втора точка план за заштита и спасување од природни непогоди, други несреќи во административните згради на општина Битола. Кој е за ваквиот дневен ред? 4 за, можеме да почнеме да работиме. Давам збор на поднос на првата точка на представникот од општина Битола. Повелете. Ви благодарам, председателе, почитувани членови на комисијата, бидејќи овие две точки се поврзани една со друга, ќе ги образложам заедно и двете. Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во административните згради во општина Битола ги содржи општите карактеристики на административната зграда на општина Битола со податоци за капацитетите, бројот на вработени и сообраќајната инфраструктура. Потоа се предвидени видовите на загрозеност, како што се загрозеност од земјотреси и урнатини, загрозеност од снежни лавини, загрозеност од пожари и експлозии, загрозеност од епидемии на заразни заболувања, како и загрозеност од поплави и од уривање на високи брани. За да може навремено да се реагира на ваквите опасности, општина Битола има формирано штаб за заштита и спасување, кој е составен од професионални лица во нивната дејност и е донесен со одлука на Советот на општина Битола. Општина Битола ги следи прописите од областа на заштита и спасување, располага со потребен број на противпожарни апарати, кои редовно се одржуваат и сервисираат од страна на овластена фирма. Општина Битола располага со стручен кадар кој се грижи за следење и примена на прописите од областа на заштита и спасување. Во својот состав ја има територијалната противпожарна единица, која се наоѓа во непосредна близина на општинската зграда, во која се вработени професионални лица од областа противпожарна заштита. Дел од вработените имаат и поминато обуки, соодветни како теоретски, така и практични, поврзани со заштитата и спасувањето. Во содржината пак на планот за евакуација се предвидени план за евакуација, план за заштита и спасување од пожари, план за прва медицинска помош, преглед на силите за евакуација на вработените и дневник за активностите. Планот за евакуација се изработува врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за управување со кризи и Законот за заштита и спасување. Планот по мерката на евакуација опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на мерката евакуација. Евакуацијата во општина Битола се превзема во случај на техничко-технолошки катастрофи, во процес на вршење на дејноста или природни и други непогоди, а со цел да се обезбеди планско, организирано и контролирано преместување на вработените и материјално-техничките средства од потенцијално загрозени или веќе зафатени области и подрачја во помалку загрозени или потполно безбедни објекти и подрачја. Во предлог пак мерката за активности на општина Битола за ревитализација по елиминирање на кризи во областа на заштитата и спасувањето се утврдуваат заедничките интереси и активности за ревитализација по елиминирање на кризи и во состојба на заштита и спасување, особено во противпожарната заштита и доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз, кои представуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Битола овие активности ги остварува преку општинскиот штаб за заштита и спасување, регионалниот центар за управување со кризи, просторните сили за заштита и спасување, територијалната противпожарна единица Битола, која действува на рачјето на општина Битола, Могила и Новаци, доброволните противпожарни друштва, противпожарниот сојуз и други активности поврзани со противпожарна заштита и се формира Комисија за проценка на штети од елементарни и други погоди.
Извештаите на комисијата се изработуваат согласно единствената методологија за процена на штети од елементарни непогоди, Законот за заштита и спасување и уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висина на штета од настанатите природни непогоди, епидемии и други несреќи. Санирањето на последиците и ревитализацијата на подрачјата кои се зафатени со овие опасности е процес кој опфаќа повеќе активности кои во прв момент ќе ги отстранат директните опасности, а понатаму другите опасности согласно намената живење, сместување на стока и други материјални добра, а ревитализацијата е подолготраен процес и се одвива по фази кои ќе обезбедат целосно отстранување на последиците од истите, целосна ревитализација, односно санирање на објектите и инфраструктурата и нивно доведување до состојба на употребливост. По врска со овие со програмата за активностите и планот за заштита и спасување, на 21 март имаше извесен инспекцијски надзор од Скопје и направен е записник кој ви го доставив сега во врска со овие две точки. Оред, дали имаме некоја дискусија? Записникот го добивме со материјалите за комисијата. Дали има некој за колега за дискусија? Извештајот беше за двете точки, така? Да, за двете, да. Добро. Ако немаме за дискусија, вие, ајде. Јас сакам да прашам представникот од општината по точка 2, значи од дневниот ред. План за заштита и спасување од природни непогоди, други несреќи во административните згради на општина Битола. Тоа значи дека општина Битола има ваков план за заштита и спасување, донесен од порано или сега се носи? Има во општина Битола, меѓутоа од сега го носиме. И има изминатите години исправени се врз основа на тој план за заштита и спасување и одредени вежби како симулации. Дали тука се опфатени и јавните предпријатија или само се делот на општинската зграда на општина Битола? Во овие две само за општинската зграда, додека јавните предпријатија сигурно си имаат своји планови. Друго прашање? Јас сакам да ме прашам, веќе отворивме дискусија кратко само. Ваков план за училиштата. Самите училиштата имаат обврска да го поминат на своите управни одбори или како оди процедурата за училиштата за план за евакуација и спасување? Образовните институции. Да, председателе и образовните институции имаат своји планови за заштита и спасување и за евакуација, исто и тие така имаат планови за симулација. Во 10 часот бе во гимназијата Јосип Броз Тито, исто така тие по нивниот план сега на 25 април ќе имаат симулација од пожар. Поред, благодарам. Повеле. Јас имам прашање дали како што е спроведен овој надзор од страна на владата спрема општината Битола, дали има и други записници под како што праша колегата за училиштата и останатите институции што се наоѓаат на територија на општина Битола, или само е спроведен само во општина Битола? Овој план и записник е спроведен само во општина Битола и записникот се однесува само на општина Битола, што ви го достави. А врз другите институции? И за другите институции, како што си имаат планови, исто така инспекторите од Центарот за управување со кризи вршат надзор и заставуваат записници за училиштата. Во ред. Фала. Друг некој прашање? Нема. Ако нема, тогаш додиме согласање по однос на двете точки. Првата точка, кој е за?
Втората. И двете се изгласани со 4 за. Комисијата е завршена. Благодарам.